Бабанче, здрава, пред се честитки за новоотворената боксерска школа и воедно среќен роден ден. Дали е случајно што токму сега на твојот роден ден ја отвора школата или има некоја приказна позади тоа? И што те мотивираше, да речеме, да инспирираше да ја отвориш школата? Ти благодарам. Искрено, школата требаше да биде отворена уште пред 2 месеци, но поради сплетни околности и ситуации кои што се одговлекува, мораше да биде овој период од прилика 1 септември и одлучив сам дека денеска ми е роден ден и баш позитивно целиот тој момент сакав да направам отворањето на овој ден. Така. Каква улога има боксот во твојот живот и како сакаш тоа искуство да го пренесеш на помладата генерација? Па јас се занимавам скоро 15 години со кикбокс и искрено сакам кога го пренесувам моето искуство и мислам дека е фер да го пренесувам на луѓето што сакаат да го тренираат овој спорт и да помагам во нивната кариера. Така. Што би им порачал на нив, односно на младите кои сакаат да тренираат, но се двоумат се уште? Па како што знаете, кикбоксот не е едноставен и лесен спорт и луѓето што искрено го сакаат да не се откажуваат од тоа што ги го наумат и да дојдат да тренираат и заедно да ги поминуваме сите препреки што ќе следат во иднина. Така. Колку сметаш дека боксот може да помогне во однос на дисциплина, карактер и самодоверба кај помладите, па еве и повозрастните? Па лично од моја гледна точка мислам дека е голема улога има спортот, без разлика за кој спорт да станува збор. Поточно кикбоксот и борешките спортови се едни од највлијателните за градење на дисциплина, на карактер и слично. Така. Верувам дека многу млади девојки во последно време, откако нели се појави по социјалните мрежи и освојуваш нели купови, се прашуваат дали си во врска, дали имаш партнерка, дали ќе ни откриеш сега и доколку да, како постигнуваш да балансираш помеѓу врска, доколку имаш и сите обврски кои ти ги нуди боксот? Па искрено, до пред месец дена бев фокусиран само на кариера и од кога почнав да работам на школата, бев малце послободен и моментално сум зафатен, но нема да откривам кој е девојчето. Така. Со среќа, ти посакуваме се најдобро. Дали некогаш исто си морал да направиш избор помеѓу кариера и љубов и како си го преживела тоа доколку да се фокусирам и да работам на својата кариера и немало таков момент. Така. Како поминуваш времето кога не тренираш? Дали имаш личен простор за пауза? Еве сега спомна љубовен живот, претходно си се фокусирал на кариера, потоа можеби не си имал време на тоа да се посветиш. Како што кажав, нели, за љубовен живот или можеби за некоја градска драма, дали имаш време во твоето спер тајм? Па не, поради тоа што претходните неколку години константно бев на припреми и тренирав и во други држави и кога ќе имам слободно време, гледам да го искористам со најблиските, со фамилијата, на смирени места во природа и не сакам такви драми и слично. Така. Кој е најблискиот пријател кој ти бил или пријателкајте, која била тука или бил тука во периодите, не знам, во некои тешки периоди што си имал или во однос на нели кога се спремаш за борби и слично, кога не си баш во твоето најдобро светло? Па, морам да кажам дека имам многу блиски пријатели што искрено ме поддржуваат. Не сакам да кажувам имиња зашто може некој да заборавам. Сите луѓе што се во мојот живот искрено ми помагаат и ќе напоменам дека сестра ми е една од главните причини и човекот што највише ме мотивира, што е тука до мене цело време и можам да кажам дека она е главната причина. Која беше и дали си имал, односно најтешка одлука што си ја донел во животот и како си се справил после донесување на таа одлука? Па искрено долго време размислував дали да отворам своја школа и можеби година дена го размислував тој момент, но некако околностите и ситуациите ми се наметна и природно дори да се отвори оваа школа. Имаш ли некој момент од минатото кој што ти оставил рана, но сепак ти помогнал на некој начин да станеш тоа што си? Па да, има. Нормално
последните, како што кажав, 3-4 години бев тренирав во странство, во Холандија, и тој период бев малце осамен, поради тоа што живеев сам, тренирав по 2-3 пати на ден, и тоа беше еден момент таков кај што константно бев по неколку месеци сам, но мислам дека тој момент ме изгради во повека личност. Се гледаш ли во иднина како тренер, ментор или ќе продолжиш како активен шампион? Па сега за сега и ќе се фокусирам на тоа да бидам и активен борец, но со тек на време ќе видам дали ќе се променам и во тренерската функција, и мислам дека моментално ќе го правам тоа паралелно. Ја спомна сестра ти Андријана, она е навистина успешна во тоа што го прави. Дали некогаш сте чувствувале меѓусебно љубомора или надпревар или конкуренција во текот на овие години? Па мислам дека немало љубомора во стилот на кој има поише или кој прави поише, него едноставно двајцата сме се надпреварувале константно во убавите работи, во смисол кој поише ќе истренира, кој ќе направи поубави работи за себе, и мислам дека тоа е една здрава конкуренција што би ја препорачал на секој, и тоа е еден вид на мотивација што секојдневно мене и сестра ми не води. Си дел од друштвото Комити. Како те исполнува тоа и дали имаш некои лични конфликти со некого од групата? Па не, јас конфликти немам, ние сме сите другари, друштво што деца го посетуваме на преварот, го посетуваме фудбалскиот клуб Вардар, го поддржуваме, и таму имам убави спомени и нема некои посебни конфликти, него едноставно тоа е убава дружба што цел живот ќе биде, ќе трае. Ти благодарам уште еднаш и честитки уште еднаш за отворената школа, па ти посакуваме се најдобро во иднина. Благодарам и фала ви што ме посетивте. Господине Дејан, колку сте горди на спортистите во Македонија? Дали они се можеби новите генерации, се можеби иднината на спортот во Македонија? Да, дефинитивно, особено спортист како што е Бобанчо, кој што има такви успеси не само во Македонија, туку и во светски рамки, особено не прави горди, посебно тоа што Бобанчо е дете кој што е роден и пораснато во аеродром, како општина имаме чест да го имаме како лик, како спортист токму тука во нашата општина, и со она се што го прави, што вложува во спортот, дефинитивно има голем напредок и успех. Така. Која јавна личност од македонската естрада би сакале да ви биде асистент барем на еден ден? Не сум размислувал како прашање јавна личност. Не можам да одговорам. Никој од пеачите, можеби од пеачките, од глумците? Па има повеќе, не би можел да одберам еден, не знам, не можам да одговорам. Дали имате омилена песна што ја пеете во автомобил кога сте заглавени во гужвите низ аеродром? Најчесто тоа што е во моментот на радио, најчесто слушам македонски песни, така да било која македонска песна. Која е според вас најстилската политичарка или најстилски политичар кај нас? Политичарите не ги гледам врз остава на стилот кој што го негуваат, повеќе врз остава на тоа што го работат. Не би сакал да издвојам во однос на стилот, меѓутоа во однос на квалитетите и она што го работат, секако има повеќе политичари. Вие што носите на работа кога знаете дека во тој ден немате состаноци, дали нешто класика или нешто можеби малце по-кежуал? Нешто по-кежуал, обично гледам да сум во поспортска варијанта облечен, имајќи предвид дека дел од работата ми на терен, така што полесно се снаѓам така. Така. Дали никогаш сте добиле моден совет од некој од вработените во општината и дали сте го прифатиле? Да, ретко знаат да искоментираат дека некој за одредена прилика треба нешто. Најчесто тоа дека сум премногу спортски облечен, можеби треба да видам по официјално облечен. Така. Кој дел од аеродром мислите дека е најдобар за селфи, за да се представи аеродром во вистинско светло? Има повеќе, на пример од железничка према аеродром, одлична локација, паркот на авиончи исто така, делот спроти кулите на Джевер исто така одлична локација, така да повеќе локации постои. Ако градоначалникот беше диџеј на еден ден, која прва песна би ја пуштил? Македонско девојче. Да, зашто? Па е нешто што не осликува нас, што е символ за нас. Така. Какви се политичарите по дома, ако може да ни откриете?
зависи од денот. Како татко, како сопруг, по дома како секој нормален, така да редовно си го бавам во врските кои што се дома, така да како секој најнормален човек. Ако не би биле политичар, во која јавна личност или во која јавна професија би ја правеле и би се занимавале? Право, дефинитивно тоа сум студирал, така да би бил најверојатно адвокат. Така, некоја јавна личност во која што би сакале да се претворите? Немам вака размислуван. Добре, ви благодарам. Фала ви многу. Како се знаеш со Бобан и дали се знаеш воопшто? Лично не го познавам, но особена чест и задоволство ми кога учествувам на вакви настани, церемонии, кај што младите дечки кај нас во градот успеваат да создадат нешто нивно. Тука сум дојдена со другарка која е познаничка со него и му посакувам успес и само во иднината. Конечно се врати од одмор после цело лето на плажи. Колку пари потроши летово? Знаеш ли, имаш ли представа од прилика? Пошто беше на места кои што нели не се посетуваат обично. Да, за суми не сакам да зборувам и не сакам да кажам сума во пари. Мислам дека луѓето што летуваат на такви дестинации знаат колку се авионски карти, смештај, маси, минимум спенд, вечери и тоа. Видеото стана вирално. Како го коментираш тоа? Дали стигна некои работи до тебе што беа објавени по социјалните мрежи? Не, искрено не ме допираат никакви коментари и мислам затоа сум таму каде што сум. Сакам на сите да им препорачам да не се занимаваат со туѓи животи, да ги живеат своите, зашто така ќе бидат посреќни. Што правиш ти во врска со тоа? Како ги игнорираш коментарите? Дали имаш некои, да речеме, tips and tricks за луѓето за кои што нели доживуваат исто негативни коментари? Искрено, мене сите апликации ми се на мјут, на телефонот не ми доаѓа ни една нотификација, освен од луѓе што сакам да ми доаѓаат. Кога сакам да отворам Инстаграм, алгоритмот ми е наместен само на работи што јас сум фокусирана, например мејкап, студи, туторијали, облека, аутфит, патување места. Доколку ми излезе некој видео што не сакам да го гледам, одма стекам на содржината дека не ми се допаѓа или ги блокирам тие профили. Единствено не читам и не гледам такви содржини за да не ми се ремети животот. Пред некој ден за Хајп Предраг имаше отворена исповед во однос на неговиот живот и низ тоа што поминувал он. Како го коментираш ти тоа? Како го коментираш он, како се има сносено со тоа и што му се има случувано всушност? Искрено секоја чест за дечкото, Предраг ми е најдобар другар, го поддржувам во се и во секоја негова одлука. Јас не ги судам луѓето, се дружам со секакви луѓе. Многу ми е жал ни се тоа што поминувал, но булингот кај нас во Македонија постои и се е почест. Мислам дека треба да се воведат некои правила во институциите, повише да работат психолози, педагози, да им посветат внимание на децата и да се спречи тоа од страна на професорите во наставата, за да не се случуваат такви нешта, зашто се повеќе млади деца гинат. Ете, во државата имало случаи на самоубиство од булинг што се предизвикани, баш ми е жал за таа тема. Здраво, вие сте мајката на Бобан. Кажете ми како беше Бобан како мал, дали беше немирен, покажуваше ли од тогаш афинитети кон воопшто спортот и конкретно кикбоксот? Беше така, пргаво дете, ама паметно. Уште од тогаш беше, се знаеше дека ќе биде нешто како што е сега. Да. Правеше ли бели по дома? Па да, како сите деца, нормално е тоа да се прават бели, нормално е, да. Кажете ми, колку сте сега горди на успехот што го има постигнато? Среќна, горда и не можам да кажам колку, значи не можам да опишам, ова треба да се почувствуваат на вистина. Многу благодарна сум што се и Бобан и Андријана деца за пример, благодарна на Бога за тоа што верници се веруваат. Не знам, возбудена сум, убаво ми е на душичкава. На сите родители посакувам и апел до сите родители. Бодрите ги децата, бидете им ветар во грбот, пуштете ги сами и нека паднат. Можат секогаш во животот падни стани, подадете рака, ама бидете бодрите ги. Ете тоа е најважно, најважно. Исто ја спомнавте и Андријана и она исто така успешна во тоа што го прави. Дали како мали знаеа да се закачкаат, дали се
се тепа, можеби дали имаше некој вид на конкуренција меѓу нив? Никогаш конкуренција немало, се сака, од секогаш се поддржуваат и секогаш се поддршка, уште од мали. Од мали се поддршка и еве се надевам и од срце сакам да продолжи поддршката, како досега така и од сега. Ви благодарам многу. Молам.